ВМРО ДПМН закажа избори на кои што практично ќе оди сама. Какви се вашите видувања за крајниот епилог на оваа едностранна одлука? Не знам дали воопшто може да има епилог, нешто вакво. Заради тоа што самата одлука веќе не е ни правно неиздржана, противуставна, нелогична, туку едноставно е бесмислена. Бесмислено е да се зборува за спроведување избори кога има само еден кандидат, односно само една политичка опција, политичка структура како кандидат. Уште поголем бесмисол е што оној кој што веќе е на власт, значи има власта во своите раце, сега се бори да ја освои власта. Значи нема никаква ни елементарна причина за такво нешто. И најверојатно најголемиот бесмисол е да се очекува дека луѓето кои што веќе 2 години протестираат и се бунат заради тоа што сметаат дека минатите избори не биле спроведени на начин кој што обезбедува слободно, фер изразување на сечие мислење, дека под истите тие услови ќе се спроведат избори и граѓаните ќе го прифатат како нормално, демократски дел од една држава во која што владее правото, спроведувањето на таков вид на избори. Така што мислам дека и тие што ги спроведуваат изборите воопшто не се ни стремат кон некоја завршница, не ни очекуваат некаков епилог, туку едноставно ги прават работите затоа што им се може. И затоа што нема некој кој што може да ги тргне од местата каде што ги издаваат тие наредби, каде што ги донесуваат одлуките. Мислите ли дека воопшто ќе има избори? Не, вистина. Мислам, прво, не може да има избори. Мислам, нема што да мислам или не мислам. Очигледно е дека нема да има избори, бидејќи само една партија излегува во изборниот процес. Прашање е дали ќе има гласање или нема да има гласање. Значи, тоа е она прашање кое што се поставува. Постои некоја желба да се изврти целата идеја, демек ВМРО ДПМН не одат на вистински избори, туку одат на своевиден референдум. Меѓутоа, тоа е многу големо извртување на вистината, бидејќи и распишувањето на референдумот, начинот на поставување на прашањето и начинот на кој што луѓето можат да се изјаснат, е сосема различно од она кое што се однесува на изборни активности, некој вид на избирање на оној кој што ќе ги представува граѓаните и слично. Така што не верувам дека може да има дури и гласање, затоа што сметам дека веќе има доволен капацитет кај граѓаните на Македонија, затоа што сметам дека е веќе достигнато некое критично ниво на бројност на луѓе кои што не се спремни да дозволат некој да се измотава со нив. Што мислите, што сака Груевски да постигне со овој потек? Ја мислам дека се обидува да спечели на крај некој адот. Значи, да има нешто со што ќе може да тргува, нешто што ќе го користи за спогодување и тоа единствено за своја лична корист, за свој личен интерес. Едноставно веќе не му е гајле никаква е перцепцијата на граѓаните за него, никаква е перцепцијата на меѓународната заедница. Не му е гајле апсолутно за елементарно почитување на закони, устав, процедури и слично. Единствено нешто кое што сака да го постигне е да создаде ситуација во која што тој ќе може да тргува, односно во која што ќе може да понуди нешто, како резултат на кое што ќе биде ослободен или во најлош случај ќе му биде намалено казнувањето. Добро, мислите ли дека доколку се одржат да речеме тие избори и ВМРО ДПМН како единствена опција победи на тие избори, мислите ли дека Груевски ќе може да преговара од позиција на власт, затоа што веќе и опозицијата кажа дека нема да ги признати избори
кажа и странците дека нема да ги прифатат избори, никој не ги прифаќа. Лично мислам дека не може да дојде до такво гласање. Ја не би го нарекла избори, туку гласање. Значи не може да дојде до такво гласање. Мислам дека ако треба и со многу порадикални средства ќе биде спречено, заради тоа што веќе станува збор за нужна одбрана. Одбрана на уставниот поредок. На овој начин не само што се руши уставниот поредок, туку насилно се руши тој уставен поредок, се рушат темелите на демократската држава и ние како граѓани имаме право да се бориме, да ги одбраниме тие темели. Значи, не мислам дека може да дојде до таква ситуација. Добро, веќе месеци пол имаме ситуација кога шарената револуција речиси секојдневно е на улиците. Сметате ли дека тоа е можеби единствениот начин на кој што може да се руши оваа власт, условно кажано, или пак се уште има место за преговори? Јас од почеток бев против преговори. Од почеток сметав дека за да може да се преговара треба да има некакво елементарно разбирање на различните страни, меѓутоа и некоја елементарна рамноправност. Во случајов нема таква рамноправност заради тоа што од едната страна се наоѓаат луѓе кои што едноставно треба да бидат судени и осудени и не гледам зашто со нив би имале преговори. Може да има спогодување, како што се врши спогодување и во рамките на една кривична постапка. Па ако некој криминалец сака да го признае делото, да се направи спогодување за помала казна. Ако некој криминалец сака да ги издаде другите криминалци, да му се олесни исто така или дури и да се ослободи од одслужување на казна, односно да се одслободи од вина. Меѓутоа, никако преговарање, заради тоа што ние гледаме до што може да доведе преговарањето. Само до пишување повторно на некоја тоалет хартија која што нема апсолутно никакво значење за другата страна. Па за нив немаат никакво значење уставот и законите и меѓународните ратификати, зошто би мислеле дека ќе има значење некоја парче хартија на која што го ставиле својот потпис. Едноставно е многу наивно од нас да очекуваме такво нешто. И да, мислам дека шарената револуција е единственото нешто кое што во моментот дава некаков резултат, а тоа е мобилизација на луѓето, освестување на луѓето за што станува збор и проширување на пораката за она што се елементарни барања кои што треба да се исполнат за да можеме повторно да ги поставиме основите на демократската држава. И затоа е многу битна шарената револуција. Не заради тоа што секој ден се излегува на улица, туку заради тоа што на тој начин почнува да се споделува и да се проширува знаењето. И сигурно нема да можеме да останеме само на шарената револуција, сигурно ќе мора да се направи и чекор понатаму.